Во чест на денешниот христијански празник посветен на Свети Атанаси Велики, денеска во православниот црковен храм во населбата Оризари се одржа света божествена литургија на која присуствува голем број верници од Оризари и околните населени места. На светата златоустова литургија чино начелствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој на сите православни верници им го честиташе денешниот празник и на црковниот одбор кој работи за целосно обновување на црковниот храм. Најнапред нека честит и благословен вечен празникот посветен на Светиот Атанаси Велики, на кој што е посветен овој храм. Инаку од црковното учење и преданието на Света Црква знаеме дека е голем поборник за вистината Христова, за учењето на Светата Црква Христова. Учествувал на првиот Вселенски собор, го напишал символот на верата. Поголем дел од својот живот го поминал Свети Атанаси во прогонство за вистината, но никој пат, иако бил изложуван на разни маки и искушенија, никој пат не се откажал од Христа. Секој пат го бранил православието и вистината за верата православна и како таков е запомнен во Црквата Христова како силен поборник и столб на Црквата Христова. Денеска сите ние се поучуваме од неговото свето учење, преку неговото учење се духовно се нахрануваме, го спознаваме Христа и ја освојуваме вечноста. Би сакал во оваа прилика да им честитам на сите луѓе кои што го празнуват овој празник, на сите оние кои што му го носат името, а воедно би сакал и да се заблагодарам на една група вредни луѓе кои што многу вложуваат овој храм да се разубави, да се возобнови, како што и сами гледате дека храмот година од година не може да се препознае каков беше и каков е, и се надевам дека ќе продолжи тоа темпо и се уште поубав ќе биде храмот. Местото каде што ќе биде топло и духовно место за сите боготражители кои што ќе го слават Бога и кои што ќе барат спасение од Бога, кои што духовно ќе се нахрануват, место каде што луѓето ќе се сретнуваат со Бога. Нека е честит и вечен празникот. Црквата Свети Атанаси Велики во Оризари е комплетно обновена благодарение на членовите на црковниот одбор кои напорно работат на собирање донации од граѓаните кои живеат овде. Досега комплетно е реновирана фасадата, поплочен е дворот и фрескосликањето на страничниот дел од внатрешноста. А во тек е започнувањето на активностите за уредување предвидени во втората фаза. Ние вложивме многу труд во обновата на црквата. Значи ние се уште продолжуваме со активностите. Кога ќе се стопли времето, продолжуваме со изграда на ѕидовето, а потоа и уредување на дворот. Ова ни дава сила да продолжиме и понатаму. Инаку црквата посветена на Свети Атанасија е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за да повторно биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Деварско, кој престојувал во Кочанско. Од 55 икони во црквата во Оризари 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на споменици на културата во Македонија.